Почитувани граѓани, денес завршува амандманската расправа по предлог буџетот за 2022 година, по која може да се заклучи дека власта, предводена од СДСМ и Зелените ДУИ и ДОМ, на истата воопшто не е приоритет здравата животна средина и чистиот воздух кој за жал ние граѓаните не го дишеме. За буџетот за 2022 година пратениците од пратеничката група на ВМРО, ДПМН и коалицијата Обнова за Македонија поднесоа десетици амандмани кои се однесуваат токму на подобрување на животната средина, односно почист воздух, животна средина, енергетика и помош на граѓаните и компаниите во справувањето со енергетската криза која веќе започна и доправа ќе се влошува. Сите овие амандмани беа направени во соработка со експерти, како и со представници од граѓански организации чија дејност е од токму овие соодветни области. Меѓу поднесените амандмани се и оние за промена на начинот на загревање на здравствените и образовните институции од нафта и мазут на газ или топлински пумпи со фотонапонски панели, поставување на соодветни филтри на автобусите и градежните машини, поставување на плински уреди за 10.000 возила и многу други амандмани, вклучително и доделување финансиски средства за АДСМ со цел да не се промени цената на електричната енергија за домакинствата и амандман за ваучери за компаниите со цел покривање на дел од сметките за електрична енергија кои се за неколкукратно повисоки од претходното. За жал, и покрај тоа што власта постојано се декларира и се промовира како граѓански ориентирана, се чини дека тоа го прави само на хартија и на пресконференции, бидејќи во реалноста, конкретно во креирањето на државниот буџет за 2022 година, поголемиот дел од овие амандмани беа одбиени од страна на Министерството за финансии и неизгласани од страна на пратениците од власта. Најчестото образложение што го слушнавме за тоа беше дека за овие предлози веќе има издвоени средства во владината програма, така наречена Зелен развој. Програмата Зелен развој е воведена во 2021 година и за истата биле определени 11 милиони евра за проекти од областа на екологијата, животната средина и енергетика. Тоа беше планот, но реализација нема, бидејќи таква програма во 2021 година ниту се донесе, ниту се објави, ниту пак се реализираше. При тоа парите од граѓаните се потрошени, но никој не знае каде. Загрижува тоа што во буџетот за 2022 година повторно се појавува ставката Зелен развој, за која овој пат се предвидени 1 милиарда и 700 милиони денари или скоро 28 милиони евра. Уште повеќе загрижува тоа што повторно и за оваа сума нема никаква програма, односно нема никакви дополнителни ставки кои ќе се однесуваат на одредени проекти. Образложението за ова е дека владата ќе ја донесе програмата за Зелен развој по донесувањето на буџетот за 2022 година. Почитувани граѓани, тоа значи дека ние, како пратеници и представници на народот и народната волја, треба да гласаме за одобрување на средства за програма која не ја знаеме, а која се однесува на основното човеково право за чист воздух и чиста животна средина, која не препознава политички партии. Парадоксално е да се гласа на слепо за нешто што е од животно значење за сите нас. Затоа апелираме до сите пратеници во Собранието на Република Македонија заеднички да побараме од владата во најкус можен рок, поточно пред почетокот на собраниската расправа за буџетот за 2022 година, да ја достави предлог од програмата со наслов Зелен развој, за која се предвидени 28 милиони евра. Со оглед на тоа дека оваа мистериозна програма се однесува на најважното нешто, а тоа е здравата животна средина и чистиот воздух, граѓаните имаат апсолутно право да знаат каде и како се трошат нивните пари пред истите да бидат одобрени.